Почитувани гледачи на спортска мрежа, нова емисија во која што правиме анализа на третата македонска фудбалска лига. Оваа сезона кога во прашање третата македонска фудбалска лига ќе биде најнеизвестно одново во северот. Тамо Шкендија Рачино осетно се засилува и ќе атакува на тој и до овој момент е прв фаворита за првото место. Во останатите региони засега немаме некои осетни засилувања и некои изразити фаворити. Во истокот тамо ќе сместиме екипата на Слоговиница како прв фаворит, додека во останатите региони ќе биде доста неизвестно кога е во прашање тоа кои екипи би можеле да бидат главни фаворити за да обезбедат место во баражот, преку баражот да дојдат до втората македонска фудбалска лига. Ова емисија ја отвараме како тема да во иднина посетиме некои од третолигашите широм Македонија, да видиме како течат подготовките. За сега третолигашите, дел од нив некои почна веќе со подготовки, меѓутоа најчесто околу 90% ќе започнат во следниот период со подготовки, со оглед на фактот дека во некои региони малце подоцна започнува новата сезона во однос на првата и на втората лига некаде во месец септември. Меѓутоа во оваа емисија повеќе акцент ќе ставиме на тоа кои беа најдобрите стрелци изминатата сезона во третата македонска фудбалска лига и тоа ќе одиме регион по регион. Започнуваме со трета лига Север. Најдобар стрелец во третата македонска фудбалска лига Север за изминатата сезона 2023-2024 е Орхан Мифтари од екипата на Фортуна со постигнати фантастични 36 погодоци. На второто место на листа на стрелци за изминатата сезона е Елмир Али од Шкендија Рачиново со 26 погодоци. Потоа следува Јасер Бекир исто така од Шкендија Рачиново со 25 погодоци и Еркан Шипи исто така од Шкендија Рачиново со 24 погодоци. Потоа на листа на стрелци за изминатата сезона 2023-2024 во третата македонска фудбалска лига Север следува Јусуф Јекупи од екипата на Пехчево со 16 погодоци. Бейтул Авдула исто така од Фортуна со 15 погодоци. Потоа на листа на стрелци со по 14 погодоци следуваат Амер Ислями од БВК Конјери, Зоран Тасевски од Еромил Горно Лисече и Михаил Цветановски од Бутел, додека пак на листата на стрелци со 12 погодоци Андреј Јовановски од Шампионот Куманово. Сега ќе ја погледнеме листата на најдобри стрелци во третата македонска фудбалска лига Исток. Најдобар стрелец за изминатата сезона во третата македонска фудбалска лига Исток сезона 2023-2024 е Марио Атанасовски од екипата на Рудара Пробиштип со постигнати 12 погодоци. На делба на второто место со по 9 постигнати погодоци се Октај Амедов од Слоговиница, како Илија Баламов од Шампионот Вардарски. Потоа на листа на стрелци со по 8 погодоци следуваат Игор Ѓоргиев од Слоговиница, Стојан Чонаков од Вардарски и Николче Симонов од Овче поле од Свети Николе. Последно погодоци изминатата сезона во трета лига Исток постигна Михаил Војнов од Слоговиница, Јани Јанков од Тиверија, Дарко Нацев од Овче поле и Јордан Трендафилот од Овче поле. Откако ја погледнавме листата на најдобри стрелци во трета лига Север и трета лига Исток, сега да ја погледнеме листата на најдобри стрелци во трета лига Југ. Најдобар стрелец за изминатата сезона во третата македонска фудбалска лига сезона 2023-2024 е Слободан Дуков со неверојатни постигнати 26 погодоци од екипата на Росоман. На второто место со 10 погодоци и помалце постигнати или вкупно 16 Јосиф Манасиев од Борец кој стана шампион и успеа да се врати во втората македонска фудбалска лига. По 13 погодоци изминатата сезона постигна Мустафа Селмановски од Големо Конјери и Пеце Стојанов од Борец. По 10 погодоци постигна Беки Малимовски од Питогули од Крушево и Ерџан Ибаримовски од Големо Конјери. По 9 погодоци изминатата сезона постигна Ѓорги Стрезовски од Питогули и Александра Чешелковски од екипата на Младост од Кривогаштани. По 8 погодоци изминатата сезона постигна Оливер Велковски од Питогули и Ангел Гаштев од Превалец. Ми основуват уште два региони од листа на најдобри стрелци за изминатата сезона во третата македонска фудбалска лига. Се селиме во третолигашкиот регион, односно тоа е Запад. За изминатата сезона во третата македонска фудбалска лига Запад сезона 2023-2024 најдобар стрелец со постигнати 20 погодоци е Ментор Салио од екипата на Джепчиште кој заврши на второто место. По 13 погодоци изминатата сезона во овој третолигашки регион постигна Беси Малими од екипата на Дрит од Боговање, Ивица Костадиновски од екипата на Љуботин. 11 погодоци изминатата сезона во овој третолигашки регион постигна Армет Берзати од екипата на Камјени. 10 погодоци
имаше Албулен и Мери од екипата на Влазерими Јуниор кој беше шампион во трета лига Запад. 9 погодици постана Никола Аврамовски од екипата на Кичевски напредок кој некогаш настапуваше во првата македонска фудбалска лига. По 8 погодици имат Мурата Диле од екипата на Влазерими, како и Хузре Джемели од екипата на Речица. По 7 погодици изминатата сезона во третата македонска фудбалска лига Запад, сезона 2023-2024 постигна Осман Исмаили од екипата на Заези и Шкептрим Руфати исто така од екипата на Заези. Ние остамуштен регион да ја погледнеме таму кои беа најдобри стрелци, а тоа е трета лига Југозапад. Ја гледаме листа најдобри стрелци во трета лига Југозапад. Најдобри стрелци во третата македонска фудбалска лига Југозапад за изминатата сезона 2023-2024 е Уикан Муча со постигнат 18 погодици од екипата на Кореви кој што беше шампион. Меѓутоа го загуби баражот и останува и в следната сезона во трета лига Југозапад, како и Никола Секуловски исто така со 18 постигнати погодици од екипата на Сатеско Дволино. 17 погодици изминатата сезона постигна Стефан Каревски, играчот на Демир Хисер, а пак 10 погодици имаше Фатион Лечи од Кореви. 9 погодици изминатата сезона постигна Неджмин Реджепи од екипата на Лири од Грнчари, а по 8 погодици изминатата сезона имаат Хакан Алимовски од играчот на Кравари, Антонije Марцевски играчот на Кравари и Нико Пластининовски е играчот на Преспа. 6 погодици изминатата сезона постигна Един Мерсовски од екипата на Кораби, како и Блерон Муча исто така од екипата на Кораби. Почитувани гледачи, ова беше се во оваа кратка емисија на спортска мрежа. Кажавме дека направивме на анализа на тоа кои биле најдобри стрелци за изминатата сезона. Кажавме дека во следниот период ќе посетиме некои од третолигашти како тие се подготвуваат за новата сезона, а потоа веќе ќе започнеме со некои подетални информации околу тоа кои екипи ќе имаат изразити амбиции да се обидат да ги нападнат местата за кои што водат во баражот за втората македонска фудбалска лига. Уште еднаш ќе потенцираме дека во северот таму за сега прв и главен фаворит ќе биде Шкендија Рачино, со оглед на фактот дека донесе квалитетни звучни засилувања како што е Љупче Трпес, кој што доаѓа директно од прволигашот Воска Спорт. На истокот ќе биде Слободеница кој што го задржа Костурат, ете ексклузивно да видиме дека во следниот период ќе објавиме неколку засилувања кои што доаѓаат од втората македонска фудбалска лига. Слободеница носи засилување со прволигашко искуство. Сите кои што сакате да поддржите спортска мрежа, може да бидете наши спонзори, а и при тоа претплатете се на нашиот YouTube канал за да ги следите понатаму најновите случувања од македонскиот спорт.